1.000.000 евра се очекува да изнесува буџетската дупка со владината одлука за намалување на увозните давачки на некои видови овошје и зеленчук. Со неа, според министерот за финансии, значително ќе влијаело на цените на овие производи. Колкави негативни ефекти врз буџетот има укинувањето на овие давачки, Бесими рече дека клучно било намалување на цените, а не буџетските финансиски импликации. Сметавме дека според некои првични проценки од тоа што го гледавме, нема да достигне 1.000.000 евра вкупниот фискален ефект за овие мерки, а во стопанството во нашата економија значително ќе влијае врз цените на овие производи. Како дојдовме до тоа дередже да субвенционирано овошје и зеленчук се извезува, а истите трговци да увезуваат поскап овошје и зеленчук. Министерот Бесими рече дека сме биле либерална економија согласно договорот за стабилизација и асоциација. Многу едноставно. Ние сме либерална економија, членка на Светска трговска организација, членка, односно земја кандидат на Европска унија, подписници на договорот за стабилизација и асоциација, и по основ на тие меѓународни договори ние сме земја кои сме со слободна трговија на овие производи, вклучително и дел од земјоделските производи. Претходно бизнис заедницата на состанок одлучуваше како ќе делува по владините одлуки за замрзнување на цените на храната и пијалаците, но и кои ќе бидат следните чекори, ама од коморите досега не кажаа што одлучиле. Стопанствениците реагираа дека владата не ги консултирала пред да ги донесат мерките и тие за нив дознале откако стапиле на сила. Инаку од инспекцијата информираа дека само деновиве клуч на врата добиле 10 маркети како од Скопје, така и од внатрешноста. Отиситерале по своje и не ги намалиле цените. Тие треба да платат казна нешто повеќе од 100.000 евра.